Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте на вистинското место, вистинско време, за да ја заокружиме оваа работна седмица со уште едно издание на Што мисли народот. И петоците, редовно, знаете и самите, за нашите гости од опозицијата, посебно од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се разбира, за да имате можности да ги слушнете сите страни во се она што ни се случува во нашата држава. А се случуваат работи кои што, како што му кажав и на еден гледач пред некој ден, ни даваат теми колку сакате за што мисли народот, односно ви даваат вам, бидејќи сепак граѓаните се тие кои што се главни и тие треба да го дадат своето мислење, а да слушаат оние кои што одлучуваат за тоа каков е животот во државата. Сега, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е во тие кои што одлучуваат во моментот, бидејќи оние кои што се на власт одлучуваат, но според оно што се случува во последната година од прилика, се чини дека се подготвува дебело за тоа што предстои, а и со она што е последната, не знам дали да ја наречем афера или нешто друго, се чини дека доаѓаат деновите кога би требало конечно да се расчистат работите до крај. Што се случува во целата таа афера и докаде стигнал Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, посебно во тоа што има намера да го прави. А има намера, се разбира, како што објави на избори, да дојде до довербата на граѓаните и да ја преземе власта од ВМРО ДПМН. Наши ваш гостин е личност која што на некој начин може да се каже дека е и најблиско до проблематиката која што овие денови се говори, бидејќи е поврзано со внатрешните работи на државата. Станува збор за еден од подпредседателите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господја Фросина Ременски. Господја Ременски, добро вечер, добре дојдовте во нашето студио. Добро вечер, добро најдов. Поздрав до гледачите. Јас реков на некој начин одговарате за она што се случува овие денови, бидејќи работите на факултетот за безбедност, факултет за безбедност. Предавате предмети кои што се поврзани со полицијата, со внатрешните работи, а и во комисијата на СДСМ за внатрешни работи. Од тој аспект, сметате ли дека ова што се случува деновиве, и јако веројатно сте знаеле од порано што ќе се случува како подпредседател на партијата, е нешто што можеби ќе придонесе конечно расчистување на состојбите и она што сака СДСМ да го направи? Знаете, ако размислуваме професионално и ако стручно пристапуваме кон анализата на сите овие грешки во чекори кои што ги направи власта деновиве, објавувајќи афера или оперативна акција Пуч, во која што ја обвини опозицијата, во овој случај председателот Зоран Заев, за наводна уцена или нанесување на одредени штети по угледот на партиските функционери на ВМРО ДПМН, можам слободно да кажам дека и науката, и струката во годините што доаѓаат, а особено во овој период, се исправени пред еден многу сериозен предизвик. Да одговорат на стручниот и професионален предизвик со кој што се соочуваат, одолевајќи на искушенијата да паднат под закрила на партиските директиви кои што во моментот доаѓаат од врвот на власта. Зошто го зборувам ова? Јас и во едно претходно интервју нагласив дека сите ние како граѓани, особено како јавни интелектуалци и универзитетски професори кои што секојдневно им пренесуваме знаења на нашите студенти, имаме пред се професионална, морална и стручна и општествена одговорност да ги објасниме нештата, да ги дефинираме по имите и да не дозволиме политичарите да извлекуваат различни дефиниции за тоа што се случува во Република Македонија, ставајќи и давајќи различни дефиниции и за пуч, и за државен удар, и за своеволно толкување на одредби од Уставот и Кривичниот законник, затоа што во овој период сме исправени пред мерење и на нашиот професионален и на нашиот личен интегритет. Има прашање за вас веднаш за ова, меѓутоа предност имаат гледачите во оваа емисија и затоа го вклучуваме првиот за денеска. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Тони. Добро вечер, Македонска каменица. Поздрав, Тони, до вас и до гостинката. Би ја прашал,
Ајде. Дали треба да бидеме стабилни во политиката? Еднаш да кажеме кого познаваме. А ова дама е многу млада. Има да учи и да учи и да учи и да научи нешто. Али некако Заев што да научи. Не го познам Верушевски, не е тај господин. Дали тоа не е Пуч? Што бараме ни во нашата држава? Јас ќе бидам Вамаровец. Вие сте еден. Едни други треба се почитуваме. Ние сме македонци. Али како Заев, што ќе јаде живи луѓе, што бомби ќе пушта, тоа не може да го сварнам од еден млад човек. Што мислење има? Ја не сум многу учен човек, ама си сакам нашата држава, Македонија. А ако не си ја сака државата, треба да си оди од државата. А не да бара помош од другите држави, од други премиери, од други такова. Јас не сам, и тоа треба го знаете. Тоа е млада дамо, ти си во Македонија, мора да останеш во Македонија. И не знам што е ова во Македонија, што се дешава. Кој не разиднинува, кој треба да одговара. Пријатни поздрав. Еве да добиеме одговор, вие упатувате значи на Заев, дали што мислите вие за тој дел? Добро, јас сакам вака граѓаните кога ќе ги изнесуваат нивните ставови, затоа што и ние преку нивните ставови го читаме разбирањето за нештата од страна на граѓаните и морам да признам дека деновиве, почнувајќи од обичните граѓани, па дури и од оние интелектуалци кои што се групираат во Сдруженија за одбрана на Македонија, многу малку ги разбираат работите и затоа упатуваме една порака до сите нив да ги слушнат, да ги видат сите докази со кои што располагаме, за да потоа судиме за нечија честност и за нечија вредност. Господинот рече дека сум млада и дека имам уште да учам. Значи, јас на моите 38 години работа во Република Македонија и определба цел живот да останам во Република Македонија, работам со млади студенти кои што за жал својата иднина не ја гледаат во Република Македонија, но доколку господинот сака да биде објективен и реален, треба да се запраша колкав е просекот на години на моменталната актуелна власт која што ја раководи Република Македонија и ќе види дека Република Македонија моментално во просек годините на просечните години на возраст на носителите на јавни функции е 28 години. 10 помалку од вас. 10 помалку од моите моментално. А треба да учите. Да, секако, секој човек учи додека е жив, ние не мислиме дека сме најпаметните, наједуцираните. Нормално вложуваме сите во себе, но единствениот влог во овој момент ни е влогот за иднината на Република Македонија и тука не треба да се делиме по било какви основи, дали по партиски, дали по верски или по политичка, односно во смисла на партиска припадност. Напротив, сите граѓани треба да го тргнат превезот на партиската определба и да пристапат кон објективно и реално анализирање на моменталните состојби кои што во најголем дел не само што ја детерминираат, ја определуваат иднината нивна и известната иднина која што ги очекува, туку ја условуваат или ја предиспонираат иднината на нивните деца. И сега, ако сакаме да видиме дали младите или за ова категорија на граѓани за кои што зборува господинот, јас би кажала само две работи. Ако со последниве истражувања на јавното мислење, особено во делот на студентската популација, нели Штипе студентски град, можете тоа и тука да го направите. Така? Ние во Скопје го спроведовме како едно социолошко истражување, ова зборувам од професионален аспект, не од партиски. Добивме податок кој што вели дека 64% од студентите на медицински факултет не се гледаат во Република Македонија. Ако на тоа го додадеме фактот дека последниве години, 4 години, од Република Македонија се иселиле повеќе од 1600 специјалисти
И ако кажеме дека секој втор студент размислува своето образование, живот и работа да го најдат надвор од границите на Македонија, тогаш на вистина ќе се доведеме во ситуација многу старата генерација или веќе старото население кое што е на залезот на својот работен век, во кој што и нема ни мотив, ни сила повеќе да вложува во иднината на Република Македонија, кој ќе се свртиме назад, ќе видиме дека младите ни ги нема. И фактот дека последниве неколку години и со податоците од Европската статистика или Евростат, и со последните податоци од официјалните пописи на држави од светски рамки, значи Европа и прекуокеанските земји, и со последната резолуција за миграционата политика на Република Македонија од 2015 до 2020, што е стратешки документ на владата на Република Македонија, тие самите признаваат дека во последниве години од Република Македонија вкупно, значи од 2009 до 2013 се иселени 553.000 луѓе од Република Македонија. Тоа зборува за предизвикот пред кој што сме соочени и конечно надминување на личните суети, на партиските предрасуди и стереотипи и погледнување во очи на реалноста и перспективноста на нашата иднина, но и иднината на нашите поколенија. Така, тоа е одговорот на нашиот гледач. Нашиот втор гледач веќе е на линија, нема време за моето прашање. Повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Видете, јас сум од Виница и сум стар вамаровец. Добро. И не кријам и не се срамам, ама со овој последен потек на овие новите вамаровци, јас ги викам вамаро комунистичка, вакви мерки да прислушкување, ово са несвојствени, ово е нелюдски и ово треба подхитно да се казни и овие да си заминат у историјата. Вакви потези, у денешно време да се некој прислушкува. Јас имам искуство за лично за мене, од поредните власти ме прислушкуваа, ме прогонуваа од државата. Тоа е срамота и жалосно. И јас сам разочаран од овие луѓе и ВМРО-ци, старата гарнитура треба да се сресте и да откаже тотална послушност на овие луѓе кои ја водат Македонија. Благодарам на јувањето. Ова ме води... Јас би додала во контекст на почитуваниот господин од Виница, кој што мислам дека го кажа клучното кое што ние деновиве го нагласуваме во нашето обраќање кон граѓаните во однос на она што го нарековме проект за вистината на Македонија. Ние рековме вака: ние не сме против ВМРО ДПМН. Ние сме против луѓето кои што се огрешиле од законот и кои што ја узурпирале и самата ВМРО ДПМН. Многу е лошо кога граѓаните кои што се идентификуваат со партиската припадност во владеачката партија, премногу лично ги доживуваат работите кога нашиот председател објавува незаконити дејствија за премиерот. Граѓаните и членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМН мора да сватат дека СДСМ не е против ВМРО ДПМН во смисла на идеологија, партија. Мене е интересно дека Заев изјави ВМРО ДПМН е потребна на Македонија. Значи буквално го изјави тоа. Политичкиот плурализам е темелна вредност на уставниот поредок. И ние не сакаме да бидеме поистоветени со практиките на актуелната власт, која што ги става настрана и ги маргинализира сите поединци кои што не се приклучуваат или не се придружуваат кон нивните политики. Меѓутоа има еден момент кој што гледачот само малку да почека, има еден момент кој што покажува односно се толкува како тактика на СДСМ во моментот да внесе раздор во ВМРО ДПМН. Со објавувањето на таа прва пресконференција и првите разговори, на разговорот меѓу Јанкуловска и Ставрески, практично сметаат многумина дека се нанесува тежок удар во единството внатре во самото ВМРО ДПМН. Дали тоа е дел од тактиката за почеток, за да се малку разнебити она што е единство во ВМРО ДПМН? Значи, ако добро
ја следевте првата пресконференција, ако добро ги следевте сите наши изјави, интервјуа што ги дававме деновиве те пред и деновиве до денес и од сега натаму. Фокусот кој што го ставаме е на прашањето. Значи, погрешна е тезата. Единството на македонскиот народ е подведен под знак прашање. Не е единството во ВМРО ДПМН. Или во СДСМ. Или во СДСМ. Значи, овдека не ги бројам само македонците. Значи, сите. Албанци, турци, власи, роми, сите кои што се граѓани на Република Македонија. Ова противуставно, противзаконско действие, преземено од страна на највисоките функционери во овој случај и на ВМРО ДПМН и на владата и директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, директно задира во уставно гарантираното право на граѓаните за тајноста на комуникација. Значи не е првична цел да се внесе раздор и не е ВМРО ДПМН цел на... Ние не мислиме дека ВМРО ДПМН има сите членови симпатизери на ВМРО ДПМН се лоши луѓе. Напротив, таму има и многу честни луѓе, таму има многу одважни луѓе кои што застанале и стојат на браникот на вистината, одбрана на законитоста. Ние сакаме и на симпатизерите и на членовите на ВМРО ДПМН да им ја изнесеме сликата за тоа како им е узурпирана партијата, како функционира партијата одвнатре, како функционираат привилегираните контакти помеѓу високите ешалони на партијата и како тоа се манипулира со обичното членство. Значи, идејата која е, ако Никола Груевски и Сашо Мијалков биле двајцата кои што наредиле следење на комуникации на своите најблиски соработници, дури во роднинска, духовна врска, во кумска врска, тогаш можете да замислите дали тие би имале милост према било кој граѓани на Република Македонија доколку се почувствуваат загрозени или пак доколку сметаат дека треба одредени планови да бидат попречени. Така, благодарам на овој одговор. Уште еден гледач пред првиот блок на реклами. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете се, извинувам што почекавте. Тони, да. Поздрав до подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз. До тебе имам една процедурална забелешка. Добро. Видите, треба да одете под терко на Огнен Јанески од 24-ката. Добро. Луѓе што немаат елементарни познавања, само да се јават во оваа емисија, треба да ги исклучуваш, да се држат директно на темата. Многу емисии ти бегаат во друга насока. Тогаш ќе бидам нетолерантен бидете, против слободата на говорот. И мене ми исклучи ако не се држам за темата. Добро, повелете. Подпредседателката спомна грешка во чекори. Па ја поранешен кошаркарски судија сум, кајна се се случат грешка во чекори, станува полоша ситуацијата. Лична веднаш. Грешка во чекори. Не, грешка во чекори, ако направи некој играч. Ја губите топката, добро. Едно се губи топката, друго се прави фаул, напад и недобри работи се случуваат. Така, добро. Па сега со овој податок, првиот податок од председателот на Социјалдемократскиот сојуз за прислушкување, ја мислам во спортот не се овие грешки. Треба некој длабоко да размисли што е тој податок. И во иднина ја би сакал да изфрлете бомбата од тој медиумски збор и да оде како податок. Со тие податоци никој оште до ден денеска не презима за прислушкувањето. Еве сега ни дојде од здравството уште еден податок, не викам бомба. Тргнавте да кажете. За жал детето почина. Да. Меѓутоа во здравството никој со прст не мрднува. Друга една работа. Па би сакал председателката сега да одговори овде пред јавноста, односно подпредседателката,
Ево сега Пешевски дава толку илјади вработувања, толку илјади решенија на определено работно време. Дали е ова репер од податоците што ги истакна нашиот лидер, председател на СДСМ, и се во паника? Веројатно е така. Меѓутоа, дали тие што добија по извесен период овие решенија, во нивните фамилии ќе има некоја благосостојба, ќе има некој расположение, па да видат кои се партиски послушници, а кои ги обвинуват социјалдемократите дека они се против државата. До слушање. Благодарам, многу пријатно. Еве, јас инаку, ова не е 24 вести, не е ниту Сител, ова е телевизија Стар, јас сум Тони Михаилов, не сум Огнен, не сум ни Јанко, не дај Боже, и не сакам да спречам никој да каже нешто. Слободата на говорот секојаш е тука. Сакам само да не должиме многу, да прашаме ако прашаме, и ви благодарам, мислам дека бевте коректни и се надам дека ме разбирате што сакам да кажам. Повелете се одговорот. Па јас на почитуваниот гледач кој што истакна неколку, да кажеме, корекции терминолошки во делот на тоа дали ние зборуваме за бомби или зборуваме за докази и за документи кои што ги поседуваме. Јас би се согласила со забелешката дека посоодветно е докази за сторен криминал од страна на власта. И во право е кога констатира дека не само денови назад кога ни стигна лошата вест за смртта на Тамара, чија што операција чинеше колку 18-месечниот превоз на една пратеничка од Струмица до Скопје. А за жал не беа и само парите, а за жал не беа во оставка. Парите примерниот проблем, туку во она гломазна бирократија во која што заглавуваат не само пациентите во здравството, туку што значи ли да имале пари пак би било лошо, за жал. Сите останати кои што очекуваат нивниот влог во државата да им се врати. Кога зборам влог, мислам на нивното платено здравствено пензиско осигурување и се она што треба државата да го направи, за да им го направи животот поизвесен и подобар. Република Македонија по дефиниција е социјална држава. Кога зборуваме социјална држава, не мислиме злоупотреба на социјално загрозените граѓани во примерно политички и партиски цели, особено за време пред избори, кога нивниот глас се купува со прехранбени продукти, со ветување за вработување или со одредена мала сума на средства. Значи, ние зборуваме за држава која што треба перманентно и континуирано да се грижи за сите граѓани, за нивните потреби и за нивните проблеми, а тоа значи и грижа за она меѓугенерацијска солидарност. Кога велиме меѓугенерацијска солидарност, мислиме на следново. Уставна непишана обврска на секој граѓани, на секој поединец е да се грижи, нели, родителите за децата, а во постари години децата за родителите. Ако зборуваме за меѓугенерацијската солидарност, тоа значи известност вие на вашето дете да му обезбедите известна финансиска, социоекономска стабилност, која што нему како здрав, разумен човек ќе му овозможи живеење и творење, работа во државата и во местото во кое што живее. Ако владата на Република Македонија е таткото на државата во овој случај и располага со нашите пари, тогаш за каква меѓугенерацијска солидарност зборуваме, ако владата на Република Македонија ги задолжува и нородените деца и внуците на нашите деца, кои што пред да бидат зачнати веќе должат кон странски банки заради непродуктивните вложувања во државата и заради она што значи инвестиции во споменици кои што не го враќаат влогот во кој што ние се надеваме. Тоа е околу вработувањето кој што ги кажа. Деновиве се ме сведоциве, Штип беше поплавен град. Так. Знаеме со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Штип и не само на Штип, туку и на повеќе градови
И Кочани, Лакавичко, Пелагонија, да. Струмичко, значи загаденоста на водата за пиење или забраната за водата за пиење. Замислете само еден податок од она огромна сума на злоупотребени пари за промоција, би рекла, на одредени културни вредности кои што можеби не ни се приоритет во моментот. 584 милиони евра се потрошени за оние градби кои што бараат дупло повеќе средства за одржување во иднина. Замислете тие средства да беа вложени во Штип, во Пробиштип, во Виница, во Кочани, во Демир Хисар, во Битола, во Кичево, во сите градови низ Република Македонија, каде што на вистина ќе се дадеше подобар квалитет на живот на граѓаните. Секоја година Штип има недостиг на вода, секоја година Прилеп има недостиг на вода, секоја година Осоговието има недостиг на питка вода. Значи, зборуваме за екзистенцијални прашања во кои што владата не наоѓа време да размисли, а камоли да инвестира или да интервенира. Но затоа кога треба да се излее, нели, брегалница, сите сме тука, сите сме на кеот, ќе се сликаме, меѓутоа проблемот на граѓаните остана. СДСМ ги оптимизира тие работи подолго време, меѓутоа не постигнува ефект како со зборот бомба и со информациите кои што се објавени. Како го толкувате тоа? Значи, еве, со објавување на првите информации се случуваат неколку работи, вработувања, повлекување на закони, други најави, а не се постигнува претходно, иако ги кажувавте како проблем. Зошто е тоа така? Овие забелешки што континуирано доаѓаат до јавноста, можеби не се слушаат во медиуми, бидејќи знаете дека медиумскиот простор во најголем дел е корумпиран. Исклучок на емисиите како вашата, како емисии во други телевизии, каде што граѓаните можат да се јават без при тоа да бидат исечени, затоа што не соодветствува нивното прашање до тој што одговара на нив. Не доаѓаат на дебатни емисии за да полемизираме очи во очи и да ги соочиме фактите. И во таков медиумски простор во кој што вистината е тешко да допре до граѓаните, немојте да очекувате дека секој ќе слушне за или ќе ги разбере криминалните действија на врвот на владата, за кои што во нормални држави, во нормални услови, во правна држава за 2 месеци се сносеше политичка Од тој аспект, одговорност. значи, морам да се согласам дека тактиката е добра за да се предизвика вакво внимание. Кога говориме за тактика и кога ви реков за тој момент, значи, за обидот, можеби дека се толкува како обид за раздор во ВМРО ДПМН, не е и нелегитимно. Зошто? Политичката борба е таква. Одиме со првиот блок на реклами. Најниски цени во маркетите на Кидго. Чајна салама слайс 200 грама 69 денари. Кашкавал Ајдамер вкусно рефус 269 денари. Салата апетика рефус 120 денари за килограм. Јонешка паштета пик 1+1 гратис 39 денари. Наполитан кинјам 2 броја со гратис перици 66 денари. Тоалет Лукси 8+2 99 денари. Омекнувач вир со гратис течен сапун 79 денари. Бреф за WC плюс 3 рефил 192 денари. Маркети Кидго. Астиба Аутлет 1, кружен тек на влезот во Штип. Астиво Беас со уште една нова атрактивна локација во Штип. Астиво Аутлет 2 кај мостот на влюбените по Дисарот. Купете си брендирано парче облека по Аутлет цена. Бидете вистинска дама во моделите на Астиво Беас. Повелете, ве очекуваме. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила. И близу, и далеку. Безболно со Екзајмер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје.
Осмомартовска понуда во филијал Кашиков која што не се пропушта. 8 дена во никогаш нескротениот Амстердам со посети на Брисел и Лјубљана, мистичниот Букурешт, каде ќе ја слушнете приказната за познатиот владетел Дракула или пак градот на Босфорот Истанбул. Посета на Милано, престолнина на модата, гламурот и фудбалот, вечниот Рим со посета на Фиренце и Венеција или шармантната и романтична Будипешта, градот во карпи метеори или пак на чист воздух во Боровец, Бугарија и 2 аранжмана во Сандански. Филијал Кашиков. Патувајте и уживајте. Супер февруарска акција во Деликатес. Свински бут 275 денари, свинска кременадла 239 денари, свинска плешка 257, свински врат 235, свинско каре 309 денари и свежо мелено месо за 225 денари. Се што гледате живо, можете да го имате и печено на вашата трпеза, или пак изберете вкусна голема пастрамајлија за само 120 денари. Се што треба е да ги свртите овие броеви. Побрзете, зошто февруари е краток. Месарница Деликатес. Макпетрол ја цени вашата лојалност. Воведовме нова верна картичка, со која секој пат кога полните, добивате вредносни поени. Ако полните повеќе, добивате повеќе. И повеќе, и повеќе. Вашите поени се претвораат во денари и пристигнуваат на вашата лична сметка. Поените лесно можете да ги искористите за купување на голем број производи на бензинските на Макпетрол. Едноставно, платете со поени. Макпетрол ја наградува вашата лојалност. Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Новата картичка верна, само на бензинските на Макпетрол. Сите среќни приказни започнуваат со Вицко. Се за вашиот дом, но и за подарок. Подарете од срце за срце и одберете го Вицко. Ајбо депилатори за праски, педикир за крставици и ред други работи, изволте. Да, која друга салата не бие, во ми чкирпе многу од крставици. А да пробаш со бибоза? Може. Бибоза? Ај види со човеков. Брилијат и се е како подбачкано. Се спремивте ли за зима? Кошули, панталони, јакна. А вашата драга ја спремивте? Не таа, другата. Е оваа да ја чуваш, душо, и да ја купиш акумулатор и антифриз од Evil Trade. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот, најефтиниот мегамаркет во градот ве очекува. На 5000 метри квадратни и собствен паркинг со над 100 паркинг места. Елкос Груп. Елкос Груп. Се на едно место. Храна, пијалоци, електрика, бела техника или пак гардероба. Елкос Груп, каде купувањето носи насмевка. Регионални вести на телевизија Стар во 17, 20 и 22 часот. Се надевам дека со прашањето од гледачите ќе ја допреме темата за која што најмногу и сакаме да разговараме со нашата вечерашна гостинка, господја Фросина Ременски, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Еве, веднаш гледачи имаме после блокот реклами. Добро вечер, повелете. Добро вечер, повелете. Вас. Благодарам. Гостинката. Благодарам. Па вака во врска со темата, значи дали бомбата е доволна? За рейтингот, добро. Мислам дека е незадоволителна бомбата, затоа што само критиката која што
на некој начин е неконструктивна, не допринесува кон подобрување на нештото во државата. Второ, во однос на она што постојано се потенцира во телевизијата и на некој начин ги и загрижува, ги иритира и во голем број на гледачите, иако се учесуваат со судбината на малата Тамара, сепак, значи, не е се така црно во нашето здравство. Еве, јас ќе ви кажам пример. За мене дека многу од оние мерки што ги презема владата, како што ги донесе како нови мерки во здравството, се покажа како исклучително добри и пријатни за сите пациенти ширум нашата држава. Еве, јас ќе ви кажам, денес бе во Скопје, со години одам на Институтот за патофиза и нуклеарна медицина и порано тоа беше редици во недоглед, доаѓање од Штип без да се заврши работа, постојано привлекувајќи се милион пациенти кои што по некоја друга линија влегуваа кај докторите. Сега со мој термин, оваа ситуација, значи, не е ни блиску до таа поранешната и сега јас денес, да ви кажам, одејќи по патот на кај Скопје, по еден пат кој што на некој места каде што е завршен личи на авионска писта, што во последните 40 години воопшто во нашата држава и не е направено, можам да ви кажам дека за половина час отидов кај доктор Мајсторов, значи имав закажано термин за во 12:15, во 12 точно бе во болницата, ја предадов книжката потоа беше однесена од страна сестрата кај докторот и јас, верувајте, во 12:25 ја напуштив ординацијата. Така, не е се така црно, нормално, никогаш не е се црно, тоа се согласувам со вас. Значи, воопшто не е, значи, повеќе е бело отколку што е црно. Добро, значи, зашто... да не го истекнуваме само црните моменти, а при тоа да не дадеме ни еден акцент да не се стави врз светлите моменти што ги донесе оваа влада. За жал, во држава во која велат дека се прислушкува велите моменти паѓаат. Јас во моето поблиско семејство имав случај во 95 година, кога лекарите тогаш, кои што благодарение на тогашната влада воопшто немаа никаков апарат за работење, кој што не можеа да видат дека во утробата на некоја жена се носи бебе, што има некои тешки аномалии, кои што ќе донесат едно нездрав плод и нездраво дете, значи тие не успее да го видат и за жал детето после 4 месеци почина. Еве, тоа се примери секакви. Тоа се 95 Добро, година. само да се вратиме на почетокот, се согласувам со вас, ви кажав, значи дека не е се така црно, никогаш не е се црно, но зошто според вас опозицијата е неконструктивна? Рековте дека е неконструктивна е за тоа што еве, значи до ден денес, значи овие години оние како што беа на власт, значи немаше нешто што и покри, да речеме, нели, некои негативни работи, воопшто не се направи нешто позитивно за граѓаните во нашата република. Така, добро, благодарам. Значи, не се со донесувањето на закон во било кој ресор. Така, ви благодарам за јавувањето. Еве коментар од нашата гостинка на ова, дали сте неконструктивна опозиција и на ова дека има и позитивни работи. Еве автопатот кој што се гради, реформите во здравството кој што ги спомена гледачката. Значи тоа е секој гледач, секој граѓанин на Република Македонија има право на сопствено мислење. Јас се согласувам со тоа, ние можеби се разликуваме во одредени размисли за одредени прашања. Се согласувам дека патот кој што сега е направен до Лозово возможува побрзо стигање до Штип. Меѓутоа, за податок на вашата почитувана гледачка, тоа е направен со кредит, а не со буџетските средства и ние тие патишта ќе ги плаќаме наредни години кои што ни следуваат. Гледачката спомна и неколку работи за кои што би сакала да дадам коментара, тоа е дали СДСМ придонесува за подобрување на состојбата во делот на коментарот дека се ова што ние објавуваме не придонесува за подобрување на состојбите во државата. Таму ја гледа веројатно неконструктивноста, предпоставувам. Меѓутоа, знаете, ако вие како опозиција ја имате примарната должност на граѓаните да
им ја кажувате вистината, да бидете примерен коректив на работењето на владата. И ако не сте власт, при тоа не можете да делувате и да учествувате и да спроведувате политики кои што ќе бидат видливи за граѓаните, бидејќи сте опозиција, не сте власт, тогаш примарната задача на опозицијата е да биде коректив на владата, новоделот и немилосрден критичар и до моменти, еве сега како што се наоѓаме во овој период, дури и обелоденувач на најголемите скандали во делот на криминалното и противзаконското работење. Јас би поставила едно прашање тука до оние гледачи кои што велат дека ама видете они направија патишта, некои направија... Што е факт, нели? Тоа е факт кој што тоа е видливо. Ние да. можеме да зборуваме за начинот на трошење на тие пари и дали е тоа инвестиција од буџетските средства на Република Македонија или од заемите кои што треба да ги враќаме сите, без разлика дали сме представници на СДСМ или ВМРО. Меѓутоа, јас би поставила едно прашање. Дали тие градби ги амнестираат противзаконските и противуставните и криминалните действија на власт? Јас би рекла не. Ако вие направите споменик и ако тој убаво изгледа во паркот во кој што ќе го поставите, и ако се открие дека тој споменик е подигнат во процедура која што е противзаконска, дека се украдени многу пари, тогаш што не може да ви го амнестира тој што го поставил споменикот. Тој мора да има одговорност. Затоа во овој дел на убедувањата на граѓаните, ние сакаме да истакнеме дека многу од овие прашања не може да се гледаат црно-бело и да се гледаат единствено низ партиска призма. Ние сме гласот во овој период до народот, до членовите на сите политички партии во Република Македонија, до оние кои што не се ниту партиски симпатизери, до обичните граѓани, да размислат дали сите овие нешта кои што директно или индиректно ги тангираат, допираат до нив, дали ги разбираат и дали знаат што значи давање на власт на лица кои што го прекршиле уставот и ги погазиле сите наши права, уставно загарантирани права. И затоа кога велам политичка одговорност, во секоја нормална држава после вакви афери политичка одговорност мора да има. Фактот што тоа во Република Македонија деновиве го нема, туку напротив, има политичка кампања, има манипулирање со граѓаните, манипулирање со вистината, манипулирање со интелектуалците, манипулирање со медиумите, само да не допре вистината до граѓаните, затоа што јас верувам и знам дека граѓаните на Република Македонија се свесни и разумни луѓе и дека доколку дознаат се, доколку се им биде изнесено на виделина, тие во одредени клучни моменти за иднината на државата ќе знаат да ја донесат. И заслужуваат да ја знаат вистината. Секако, режи, имаме време, се надам за уште еден гледач пред вториот блок на реклами. Реклами? Тони? Да, го имаме гледачот, па потоа реклами. Добро вечер, повелете. Да? На гостинката. Тоа е за Тамаре голема катастрофа и осуда. Министерот Тодоров да не знае 3 години што му се дешава у фондот. Тоа не е за оправдување. Не можам да кажам дека ќе го оправдаме министер Тодоров. Тоа е катастрофа. Катастрофа. Јас сум ВМРО, али тоа нема да го оправдаме, Тони, како да оправдаме еден детски живот да згасне. Одне 3 години да чека да се лечи. Али на гостинка да ти кажам. Ајде. Што е со Танбанка? Колку живот изгасна? Колку се избесија? Колку изврши со убиство? За нивните пари? Тоа сакам да ми одговори. Така, ќе ви одговори веднаш по вториот блок на реклами. Благодарам на јавувањето, пријатно бидејќи ви беше второ јавување, како реплика ви го сметаме. Одиме со вториот блок на реклами, па се враќаме со последниот дел од емисијата.
Најниски цени во маркетите на Кидго. Чајна салама слайс 200 грама 69 денари. Кашкавал Ајдамер вкусно рефус 269 денари. Салата апетика рефус 120 денари за килограм. Јунешка паштета пик 1+1 гратис 39 денари. Наполитан кинјам 2 броја со гратис перици 66 денари. Тоалет Лукси 8+2 99 денари. Омекнувач вир со гратис течен сапун 79 денари. Бреф за WC плюс 3 рефил 192 денари. Маркети Кидго. Хамачи центарот со нова неодолива понуда. Најголем избор и најевтина понуда на печки на пелети, како и продажба на пелети. Продажба на соларни системи и нивна монтажа. Повелете во салонот на Хамачи и уверете се, бидејќи ние не познаваме граници. Хамачи. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Во Давид компјутери набавете фискални каси од марките Expert SX и Perfect S, опремени со систем за брза промена на хартија, брзо и бешумно печатење, Bluetooth, USB интерфејс за комуникација со компјутер, висока брзина на печатење при работа со апликативна програма. Давид компјутери од Кочани располага и со фискални принтери FX 1200 и 1300 за брзо и бешумно печатење, кои имаат систем за лесна промена на хартија, сечач на хартија и USB интерфејс со компјутер. Давид компјутери. Капилар, природен антиоксидант на руската медицина. Првокласен чистач на крвните садови. За добра микроциркулација и работа на кардиоваскуларниот систем. За нормален крвен притисок. Допир кој досега на сите ви недостасуваше. Бебешки, детски и постелнина за возрастни, перници, кепиња јургани и креветски чаршафи, сите со брендирано потекло. Асталски чаршави, крпи или бањарки. Изберете со љубов на прв поглед. Сега се е поинаку со Мид Комерц, застапник на реномираниот Фабрес Балкан, населба Сењак, Штип. Акција од ТТГ Питстоп за целата зимска сезона. Комплетен попуст од 25% за 3 купени гуми, едната е гратис. Голем избор на гуми од програмата на Мишелин, Клебер, Корморан или Тигар. Стабилно и безбедно и нализгаво и наснежно. ТТГ Питстоп. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. 100% масло од тиква. Исцедено од природата. Фила. Регионални вести на телевизија Стар во 17, 20 и 22 часот. Имаме уште малку време, ќе имаме време за барем уште еден гледач. Пред да го добиеме накратко веќе звони телефонот за споредбата на гледачот со тоа дека да, лоша е оваа афера со малата Тамара и здравството, меѓутоа и се да сам имал своји гревови, еве тат го спомена. Тие споредби како ги толкувате? Значи, знаете, прво се споредуваат исти слични работи. Не може да се споредува нешто што е од ваков карактер со нешто што добило судска разрешница. Значи, случајот тат имаше судска разрешница, државата, нели колку што знам, ги обештети, да. Штедачите, Социјалдемократскиот сојуз во она кампања на напади против нејзините политики во тој период и во делот на приватизацијата, ако се сеќаваат и гледачите, а и вие сигурно знаете, бидејќи како новинар сте го следели тоа прашање, поднесе амандмани за измени на Уставот во делот на незастарување на
сите дела кои што се поврзани со приватизацијата. И тогаш да биде иронијата поголема, самите пратеници од ВМРО ДПМН гласа против тој амандман кој што конечно ќе го отвореше прашањето на приватизацијата кој што толку многу се злоупотребува од страна на ВМРО ДПМН, особено во делот на индоктринацијата на нивните членови и креирањето на негативната слика кон СДСМ. Меѓутоа тие самите го невозможија моментот на доаѓање до вистината и за тој период за кој што гледачите претпоставувам би сакале да слушнат. Ние како Социјалдемократски сојуз сакаме и знаеме дека овој процес ќе го доведеме до својот крај и ќе се залагаме сите кои што се огрешиле од законот во делот на оваа отворена афера за противуставно делување, особено со масовното прислушкување на повеќе од 20.000 граѓани на Република Македонија, за да докажеме на граѓаните дека сите судски процеси кои што започнале или ќе започнат во овој дел на аферата прислушкување, ќе си добијат своја разрешение. Така да го вклучиме и следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам. Би сакал да ја запишам вашата гостинка. Дали оваа бомба е произлезена од преминувањето на грчката граница на нивниот председател? Кој пешки во повеќе наврати има поменувано границата. Дали ова е резултат од таа поста на Република Грција? Така. Добро, благодарам на јавувањето. Значи ова е тоа дека практично тезата дека Зоран Заев соработува со странски служби, посебно со грчки, тоа беше наметнато и дека е предавство да се соработува со Грција. Значи ова е таа теза. Дали од таму се што коментирате на ова? Значи мене ми е многу жал што се манипулира со свеста и со знаењето на граѓаните. Деновиве медиумите акцентот на аферата прислушкување го ставија на странски служби, алудирајќи на она што и почитуваниот гледач го посочи, а е дел од текст за манипулација на јавноста во делот на ова што ние го објавивме како сериозен доказ за противуставно дејствување во партиски цели и злоупотреба на институциите. Значи, неколку прашања. Дали и кому му е во интерес прислушкувањето на македонските граѓани? Дали на власта, во овој случај на клучните два лика во власта и во ВМРО ДПМН, меѓу кои што нема разговор, а сите останати се вклучени во прислушкувањето, значи се прислушкувани, или пак на некои странски служби. Пресериозна е работата за да се манипулира со ваков тип на лажни информации, а во меѓувреме да се апсат луѓе актуелно вработени во Министерство за внатрешни работи, за кои што се уште нели треба да се докажува каква е нивната улога во целокупната операција на Министерство за внатрешни работи. И еден друг податок кој што гледам дека граѓаните манипулираат, но и медиумите манипулираат. Пешки поминувал граница. И сите информации кои што во меѓувреме излегуваат на провладините медиуми во делот на објавување на писма, објавување на снимки од кабинетот на премиерот. Сето тоа, кривичарите, луѓето кои што, студентите кои што студираат, знаат дека се докази кои што се злоупотребуваат во политички цели, а се објавуваат на провладините медиуми само да се исконструира лажна слика за вистинските виновници на ова афера. Јас ќе ви дадам еден податок, бидејќи многу се релативизира самиот акт на прислушкување за кој што и Никсон како председател на Соединетите Американски држави си даде може би затоа што уште тука се поставува прашањето дали се странски служби, дали наши, може би затоа се релативизира. Во Република Македонија со оваа власт милионите евра никогаш не биле поевтини. Денеска за милион се зборува како за 100 денари.
Но човечкиот живот исто така не бил побезвреден. Гледаме што се случи на малата Тамара, заглавена во здравствените лабиринти. Меѓутоа ќе додадам уште еден момент на тоа. Релативизирањето на бројката од 20.000 граѓани во стилот, па што се 20.000 граѓани? Може би јас не сум таму. Има една друга работа, секаде се прислушкува. Да, што е непоимлив став за една демократија. Треба да го прифатиме. Но еве ви го податокот. 20.000 лица. Во последниот извештај за работата на T-Mobile се вели дека за 2013, крајот на 2013, се вели дека во Република Македонија има 1.197.000 корисници на мобилни телефони и дека расте трендот на лица кои што имаат повеќе од еден број телефонски. Ако истражувањата покажуваат дека еден обичен граѓанин дневно контактира со минимум 10 лица на ден, тогаш овие 20.000 не се 20.000. Ако овие 20 лица во просек контактираат со 10, минимум 10 лица во денот, значи бројката се искачува на некои си 200.000 граѓани кои што влегле во шемата на незаконско прислушкување. Дополнителен момент што треба граѓаните да го знаат, зошто се употребува материјалот од прислушкување? За уцена, за купување гласови на избори, за добивање на одредена послушност, за вакви малмилион спонтани собири, поддршки и така. Нели е ирелевантно дали се 20.000 или еден, ако е незаконски прислушкуван? Тоа е клучното прашање. Така, дури и двајца да се незаконското действие незаконско. Одиме со последниот гледач за вечерва. Добро вечер, повелете. Добро вечер, да ви ја поздравам емисијата, да ви ја поздравам гостинката, овдека член на ВМРО ДПМН од неговото формирање. Добро. Значи, дали бомбата го кренал рейтингот на СДСМ? Прво да кажам, не е бомбата на Заев. Бомбата на Заев не го кренал рейтингот, него бомбата на Заев ја прикажа и на реалната вистина што ни се случува за жал во Македонија. Да повторам, сум член на ВМРО ДПМН. Ова што се случува денес во Македонија, со малата Тамара што се случи и X работи, ова е ВМРО врховистичко на времето што се случувало. Една сугестија на членовите симпатизерите кои што се стварно ВМРО ДПМН, што побргу да си замине Груевски неговата багра и што побргу да дојде Љупчо Георгиевски и да се стави во колосек партијата. Беше и Бранко Црвенковски, можеби не сум го сакал. Политички. Дојде Љупчо Георгиевски, дојдовме на власт. Од кога дојде Никола Груевски, рачунајќи дека ќе добиеме човек кој што ќе води некаква демократија, добивме режим невиден на Балканот. Можеби ќе ми се зачудат моите симпатизери, членови, активисти на ДПМН. Тоа е реалната вистина, браќа. Што побргу да го нема овој човек, не се работи ни за СДСМ, ни за ВМРО ДПМН, не се работи за нашата жална Македонија. Ни исповегаа нашите синови, браќа, сестри. Не се работи за човек кој што си ја сака татковињата, се работи за човек кој што ја мрази татковињата. Ви благодарам, морам да ве прекинам бидејќи ни тече времето, мораме да имаме барем кратко за крај од нашата гостинка. Ево беше повеќе коментар. Јас би ве прашал, еве, основно дали е доволно, ајде, не бомбата по датоците, целата оваа афера за рейтингот и колку, освен тоа што очекувате, значи, Заев кажа, се очекува Груевски да се повлече. Тоа е сосема јасно кажано. Дали очекувате дека целата оваа ситуација СДСМ ќе излезе со повисок рейтинг и подготвен за некој нов начин во држава за делување партиско и за практикување на власт? Значи, ние не мислиме дека материјалите и доказите со кои што располагаме
мислам, не ги за креирање на рейтингот на СДСМ. Не ги мериме влијанието на објавување на материјалите и доказите со рейтингот, затоа што сметаме дека оваа задача која што ја имаме како опозиција во делот на објавување на материјалите и доказите во очите на одредени граѓани и нема да ни го зголеми рейтингот, меѓутоа ние и на самиот почеток председателот Заев на својата пресконференција рече ова не е битка на СДСМ. И затоа не треба да го гледаме исклучиво низ призма на партиски рейтинг, ова е битка за Македонија, за сите граѓани на Република Македонија кои што треба да знаат кој ги води, кој не раководи и каква иднина ни трасира. Во таа насока ние сметаме дека објавувањето на сите овие материјали не само што ќе внесе одредена доза на промени, раздвижување и мобилизација меѓу самите членови на Социјалдемократскиот сојуз, веќе гледаме дека Социјалдемократскиот сојуз го раздвижува и ВМРО ДПМН, и раздвижува и владата. И со фактот дека се гаснат пожари на незадоволства на граѓани, се избегнува дискусијата за разговор на клучните теми, меѓутоа и хонорарците, и студентите, и професорите, и сите оние кои што на крајот на 2014 и почетокот на 2015 протестира, му ја пратија пораката дека веќе не му веруваат. Тоа е доволна порака за еден политичар кој што од една страна спроведува мерки, а од друга страна не наидува на доверба од страна на тие за кои што се однесуваат тие мерки. Тоа доволно зборува дека сите овие докази и материјали со кои што ќе располагаме на граѓаните ќе им помогне да ја согледаат вистината, а одлуката кого ќе поддржат и кон кого ќе се приклонат ќе биде нивна, исклучиво нивна. Како потпредседател имате ли информација кога ќе имаме ново објавување на податоци? Значи, сериозен е пристапот во она што значи објавување на материјалите и доказите, токму заради медиумскиот простор кој што го немаме и е стеснен и изманипулиран. Ние како Социјалдемократски сојуз внимателно ги одмеруваме чекорите во објавување на се она што значи криминал на власта, бидејќи председателот го истакна тоа како еден клучен податок за граѓаните на Република Македонија дека се што е криминал на власта ќе биде објавено, нема да навлегуваме во друга природа на информациите кои што ќе биде да кажеме злоупотребено од страна на медиуми или групи. Во таа насока внимателно сме посветени на оваа работа и веруваме во процесот што следи. Ви благодарам за гостувањето и за разговорот и одговорите на нашите гледачи. Благодарам на вас и на гледачите. Тоа беше Што мисли народот заедно со Фросина Ременска, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Го пробивме малку терминот, се извинувам за останатите содржини кои што следуваат во нашата програма. Ви благодарам на соработката. По викендот се гледаме во понеделник веднаш по првите вести.